Едноставно сум се чувствувал македонец, југословен, сум мислел дека живеам и се уште живеам во едно праведно општество, каде сите би требало да бидат равноправни, со иста мисла, а таа е на сите да им биде добро. Не сум ги делал луѓето и не ги делам на патриоти и предавници, зашто македонец се чувствува, а мислам, тоа чувство не е ни на десна, ни на лева страна. Тоа е чувство што води напред во подобро. Па, веројатно дека сме библиски народ, што сме го измислиле се најубавото на светот. Дека сме први во многу нешто, за жал не сме. И не би требало да бидеме. Се сеќам на еден мој пренос од фудбалскиот надпревар Македонија-Албанија игран во Тетово, веднаш по осамостувањето, меѓу првите надпревари на нашата фудбалска репрезентација, при интонирањето на химната на гостинот, на албанската, реагира македонците. Им возвратија потоа интонирањето на нашата македонска химна албанците. Оправдано. Проблемот е кој пропочна. Мислам, ако македонците аплодира на химната на Албанија, ќе беше добра лекција албанците да не негодуваат на македонската химна. Сакам да речам, било и ќе остане. Мнозинството е одговорно како ќе се однесува малцинството. Иако сме ние еднакви, сепак бројките кажуваат некој има повеќе, некој помалку. Јас сум малку повозрасен, 1963 година служев во Југословенската народна армија, бев во школа за резервни официри во Билеча, а потоа прекомандуван како водник во гарда, Титова гарда, на Дедин и на Топчинер. Се разговараше за преднацрт уставот на СФРЈ. Капетанот, одnosno мајорот на четата ми рече, пази Костовски, во твојата чета има толку академски граѓани, толку средисти, толку квалификувани работници, а има и 15 неписмени. Бидејќи твојата задача, МПМ, наутро политичка настава, да го доближиш нацртот уставот до сите, внимавај, за првите да бидеш, да не бидеш досаден, да те слушаат, а оние пак неписмените да те разберат. Сакам да речем, тој устав им даде право на републиките или покраините во федерацијата едноставно да се устроат и на некој начин да живеат како држави, да имаат своја државност. Значи, мнозинството тогаш им даде право на малцинството да ги има сите права, да зборува пред се. Најсилно оружје што е? Јазикот, мајчиниот. Ако му го одземеш некому мајчиниот јазик, да се школува на него пред се, тоа сум одземал нешто многу. Како мајка да сум одземал. И мислам дека финалниот дел, законот за јазиците, што пред се тука се мисли на албански, се донесе во собранието, мислам дека председателот на Република Македонија покажа дека е председател само на една политичка мисла и на една партија, а не на сите граѓани и граѓанки на Република Македонија. Требаше да го потпише. Сега да едноставно се изживее на свој мајчин јазик.
инаку не разбирам. Сега секој има право на мисла, на говор, дека се претерува, се претерува. Јас не сум љубител, не ги љубам социјалните мрежи. Колешката Емилија Лазаревска цитирав еднаш, или тоа е место на џубриште, тамо се и се што може да се чита и прочете и да се најде. И мислам дека тамо е всушност на квадрат омразата. Иако не ја читам, одзвонува тоа некако и допира до моите уши. Правото да се и се што каже, веројатно ни треба претходно самите да бидеме зборовите наши мислите поминат низ филтер, не ведам цензура, сепак може една иста мисла и да заболи, меѓутоа да се каже на пристоен начин, без навред. Имаме зборови, богат е нашиот јазик. Може да се најдат соодветни зборови и некојаш лошо да се каже, а сепак на начин што ќе биде прифатлив за увото. Еден пример што постојано супругата моја, родена во Неготино, долго време живеела во Тетово, незините се преселуваат во Скопје, доаѓаат заедно да живееме, и прв што ги посети од Тетово, некој му запомнил името Чичко Азби. Со дисаки нешто донесе. Прв, комшијата албанец. Синот беше мал, 2-3 години, не знам. Најнаш го нема. Чичко Азби не знаел дека комшивката имала дете, не донел чоколада, го зеде за рака, отишол во најблиската самопослуга, му купил чоколада. Така живееле. И живеат се уште. Кога ќе ве боли глава, не одите кај братот, одите кај комшијата, ако има кафетин да ви даде. Прво, ако се почитуваме со оно што е прво до нас, без разлика која партија, која вера, а потоа понатаму, мислам сите недоразбирања ќе нестанат. Како да се бориме? Мора да му симнам капа, да го поздравам доброто дело, добриот потек, гест на оно што го направил без разлика кој е, од која партија, од која вера. Добрината, веројатно некој друг ја измислил и не ја оставил во наследство. Забораваме на добрите дела. Како да сакаме да ископаме дупка па да падне во неа ривалот или конкурентот, а не да помислиме дека неговиот успех ќе ме повлече и мене да постигнам повеќе и нешто подобро за себе, за околината, за државата. Колку би бил убав денот или неделата, еве, да има сила во ова наша Македонија, некој да прогласи мораториум, една недела без партиски соопштенија. Колку би убаво изгледаат дневниците, вестите, информативните емисии. Јас во една колумна напишав, ако премиерот Зоран Заев каже дека 2 плюс 2 4, председателот на државата ќе рече дека Зоран Заев лаже. Дојде дотаму, ама ние се пуштаме во вестниците. На телевизија, во радијата, во порталите. Како да бираме кој полоше или нешто што повеќе внимание ќе привлече, ќе направи некоја атмосфера
зовриена повеќе. Голема е нашата одговорност. Мислам дали сте забележили по промената на власта како изгледат разговорите на телевизија. Па колешките новинарки или новинарите, едноставно соговорниците во очи им влегуваат со прашања, веќе нема филтрирање на прашање. Што да не речам по-безобразно, туку по-директно прашање во центарот се постави, тоа како да, ете, впечатокот за емисијата или за настапот е поголем. Време е кога може се и се што веројатно да се праша и да се одговара. Тука е голема одговорност на новинарите. Мислам дека е убиена вистината во некои медиуми. Милувам да кажам дека јас, Атанасije Бореве Костич, според книгата на родените, Атанаско Костов според црковните книги и Атанас Борисов Костовски според личната карта, роден во кралството на србите, хрватите и словенците, живеел во Демократска република Македонија, во Народна република Македонија, во Социјалистичка република Македонија, во Република Македонија, но во светот признат како таму кај што треба, во Обединетите нации, во Европа, во Фудбалската федерација европска и светска, како поранешна република Југословенска Македонија. Очекувам некаде тамо во септември државниот врв, председателот на републиката Ѓорѓе Иванов, председателот на собранието Џафери и лидерот, односно премиерот Заев, да седнат заедно тројцата, да ги повикаат граѓаните на Република Македонија, да ме повикат мене, вас, сите нас, на 30 септември да излеземе, да го кажеме своето за или против. Би сакал председателот да биде и мој председател. И јас сум вложувал во неговите 9 години, не знам со колку проценти, да биде председател мој. Должност му е не да ми рече да гласам за или против, него да ми овозможи да ми каже граѓаните на Република Македонија треба да излезат, да го кажат своето за или против. Тоа е негова должност, бидејќи и мој председател не е председател само на една партија. И нека да каже, јас сум председател на овие и затоа не ве повикувам вие да излезете. Го очекувам, значи, сепак единството на државниот врв за покана, а потоа кој како ги гласа, тоа е човеково право. Јас сум за. Знаете зашто? Негов пример ни спортот ке ви кажам. Фудбалската федерација на Македонија, затоа што е членка на УЕФА и на ФИФА, ги користи сите бенефити на незиното членство во тие светски организации. Таму каде што сакаме и како држава да бидеме признати еднакви со сите. Затоа е нашата фудбалска федерација најбогата од сите федерации. Незиниот годишен буџет е околу 10 милиони евра. Ама не знам дали стуѓали се наши македонски пари. Тие се од УЕФА и ФИФА. Ги користат фондовите, затоа имаме и нова куќа на фудбалот, и убав фудбалски центар и така натаму. Ја подобруваме фудбалската инфраструктура со пари од Реал Мадрид, Барселона, од Бајер Мюнхен, од Ливерпул и така натаму. Па моите малешевци, своите сливи, нема да ги истураат утре на патот.
ки имаат пазар од моето Пехчево до Лондон. Сега имаат до Табановци или до Деве Баир и до Богородица. Тоа е она зашто јас ке гласам за. Да бидам равноправен со оние што отишле многу далеко. Мислам дека треба државата, партиите да овозможат гласачите да излезат на референдум. Кој, како, во тој момент ќе се определи, тоа е негово загарантирано право, демократско, по сите устави и наши и светски. Тоа е пред се и обврска на првиот човек на државата, на преседателот Ѓорѓе Иванов, кој до сега, морам да кажам, се однесува како преседател само на еден дел од нацијата.